Поздрав криптаджи! Во денешното видео правиме една петочна анализа на она што го сработивме во оваа недела, затоа што се ближи нова година и имам нешто многу важно и многу интересно ви пренесам. Темите кои ги имаме за обработка оваа недела беа првата во понеделник, зошто пазарот ги казнува трпеливите трейдери од 2025 и што се смени во овој циклус. Втората тема е како големите играчи земаат ликвидност од ритейл секторот, од малите инвеститори и трейдери. Среда имаме тема од свинг до скалпинг, како и зошто го смениме нашиот пристап. Четврток имаме читање на price action без индикатори и што навистина гледаме на чартот. И денеска имаме обработка вести што ја движат цената versus вести што се само шум и шпекулација. Таа тема се уште не е објавена, но сега ќе се осврнеме на овие претходниве што ги сработиме да видите колку е важно тоа што го работиме. Како што може да видите, ова се темите кои ги имаме за обработка. И еве го мислењето на некои од нашите членови, како што гледате, во VIP групата немаме само сигнали, туку нешто многу поголемо. Имаме едукација која вреди можеби многу повеќе од сигналите и сега ќе скокнеме директно на првата тема што беше објавена. Ова е таа прва лекција, зошто пазарот ги казнува трпеливите трейдери во 2025 и што е сменето во овој циклус. Сите гледаме и ни е јасно дека овој циклус е сменет. Но што е тоа што се смени? Во претходните циклуси, трпеливоста значеше да чекаш јасен тренд, да имаш добар сетап и кога ќе влезеш, времето да пуштиш да си го направиш своето и да направиш профит. Но сега гледаме дека тие импулси се многу кратки, има премногу манипулации и само се земаат пари, посебно од оние кои трейдаат, најголем дел од луѓето губат пари, затоа што се уште трейдаат по стариот начин и не го гледаат она што е сменето во овој циклус. Клучните точки што го промени овој циклус се токму следниве што ќе ги спомнеме. Прво е брзината, алгоритмите и ликвидноста. Или во пракса гледаме дека тоа веќе не е место каде што трейдерите донесуваат одлуки рачно, туку се работи за алгоритамски и институционални системи кои функционираат сосема во поинаква логика од она што ја учиме како трейдери. Овие системи не чекаат потврда, не анализираат како човек и не се емоционални, што е најважно. Тие реагираат на ликвидност, дисбаланс и однесување на толпата. Тие импулси, тие одлуки кај алгоритмите се случуваат во секунди. И тука доаѓаме до таа втора точка каде што имаме алгоритамско тргување. Сетапот веќе не трае како што беше порано, со часови, со денови. Класичен пример, што имаме? Цената доаѓа до јасно ниво, сите трейдери ја гледаат, се формира одличен сетап и сите го гледаат истото и во стариот пазар тоа значеше продолжување. Влегуваме и чекаме. Но денес се случува токму спротивното. Гледаме дека кога ќе се постави таков сетап над овие зони или под тие зони имаме многу стоп лосови или некои нарачки кои чекаат да бидат реализирани. Сите луѓе чекаат потврда и ликвидноста е концентрирана токму таму и тоа го гледаат алгоритмите. Затоа гледаме што се случува. Се случува брз пробив, се активираат сите стопови и веднаш цената знае да се врати назад. Овој сетап технички успева, има пробив на одредена зона, но не трае како што беше некогаш, туку трае многу кратко. И луѓето не знаат дури како да реагираат. Сето тоа се случува во минути. Тука се исто така институционалните системи, каде што логичното движење за цената кај нив не функционира. Тие ги прават тие манипулации за да може да си купат кога целата ликвидност е исчистена и да купат на поевтини цени и да продадат на поскапи цени. Имаме AI базирани стратегии, што прават AI системите? Анализираат обем, волумен, позиционирање, нарачки, реакција на вести и сето тоа склопено во реално време. Додека обичните трейдери, за да го видат сето тоа им треба многу време, истражување и додека го стигнат тоа, ако го стигнат, веќе е многу доцна. Затоа што, ова автоматизирано земање на ликвидност веќе се случило. Додека ние реагираме, цената отишла, ликвидирала се што има и се вратила назад во својот рендж. И токму затоа класичниот свинг трейдинг, кој беше еден од најсигурните начини во денешниот пазар, гледаме дека не функционира. И токму поради тоа ние сменивме нашата стратегија од свинг трейдинг кон скалпинг. Интрадей реакции, строго дефиниран риск и без емоционално држање на позициите. Редовно земаме профит и тие профити се одлични како што ќе може да видите во текот на видеото.
И тука доаѓаме до втората лекција, како големите играчи ја земаат ликвидност од ритейл секторот. Значи имаме направено реални примери, која е логиката за движењето на цената и како да престанеме да бидеме храна за китовите. Оваа лекција можеби е една од најважните за оние кои сакаат да се занимаваат со трейдинг, а ќе видите и зошто. Прво, ќе научиме што значи земање на ликвидност. Значи тоа е активирање на стоп лосови, ликвидации, маркет нарачки што чекаат на одредени нивоа. Нели институциите ги гледаат, алгоритмите ги гледаат тие нарачки и секогаш цената оди таму, ги активира тие стоп лосови, се прават тие ликвидации и токму потоа цената тргнува нели во она логична насока да кажеме. Каде најчесто стои ритейл ликвидноста или ликвидноста нели на малите, на обичните неискусни инвеститори и трейдери. Сите размислуваат слично и секогаш најголемата ликвидност е токму малку, значи под јасен сапорт, јасна поддршка на зона или малку над јасен резистенс каде што имаме под најблиску до некој локален лоу, некој локално дно или некој локален хај или врв да кажеме, или обично некаде на заокружени бројки 80, 85, 90, 100.000 на биткоин. Значи овие се клучните зони каде што обично има најголема ликвидност. И тоа што го гледаме ние, нели го гледаат и алгоритмите и затоа ја туркаат цената токму таму. Ова е реален пример од пракса, нели што се случува, цената прави чист сапорт и кога ќе се одбие ритейл влегува лонг. Сите нели се одби супер, влегуваме лонг и стоповите ги ставаме веднаш под оваа сапорт зона. Што прави цената? Веднаш пробива надолу, се враќа накратко, ги активира сите, ги ликвидира и повторно си продолжува да оди нагоре, додека ги исфрли сите. И ова гледаме дека во 2025 година се случуваше се почесто и се почесто, затоа што имаме висок леверидж, значи сите трейдат со висок леверидж, нели за брзи резултати, имаме алгоритми тргување, имаме краткотрајна нели волатилност за да се ликвидираат сите, имаме он-чейн поврзано со CEX, нели централни берзи, ликвидации, продажби, притисоци на цената и токму затоа се случуваат значи нели овие ликвидации и собирање на ликвидност од големите играчи. И кога ќе го сумираме сето ова, ние го искористиме токму во нашиот пристап. Значи најпрво гледаме каде е ликвидноста, второ гледаме што прави структурата и трето имаме точен ентри со мал ризик. Значи ги гледаме тука индикаторите, ја гледаме самото движење на цената и токму затоа се префрлиме на скалпинг. Значи кога има реакции влегуваме точно на одредени нивоа, не пратиме нели не се бориме со цената да ја чуваме нагоре надоле, брзо, краткотрајно тргување и овој пристап како што гледате ни донесе преку 400% од почетокот на месецот, а моментално во текот на снимањето на ова видео дури и повеќе, но статистиката ќе објавиме на крајот од месецов. И тука доаѓаме до третата лекција, а тоа е читање на price action без индикатори. Значи што се случува на чартот, може да видиме само од самите свеќи од структурата и од волуменот кој се случува. Значи дури да ги тргнеме сите индикатори кои ги користиме, но кога ќе ги ставиме индикаторите, тоа ни дава уште дополнителна потврда за да влеземе во трейд. И токму затоа е таа успешност која ја имаме. Одиме од првиот чекор. Тоа е разбирање на трендот. Значи пред да бараме ентри, пред да влеземе во тренд, мора да знаеме во кој контекст се наоѓаме. Дали имаме аптренд, дали имаме даунтренд или дали се создава некој рендж каде што цената нели се движи странично во едно ниво без голема волатилност. И тука ги имаме значи второ нивоата на интерес, си ги поставуваме сапорт и резистенс зоните и оние зони каде што има најголема ликвидност и не влегуваме емотивно. Туку чекаме нели цената да донесе одлука пред да влеземе. Потоа што се случува, имаме читање на свеќи. Која е психологијата на свеќите? Што треба да гледаме? Секоја свеќа, внимавајте, представува борба меѓу купувачите и продавачите. Едноставно, кога имаме црвени свеќи, кога имаме еден уик од долу нагоре, значи она нели тенка слаба линија, тоа значи дека цената паднала, но брзо се вратила назад и тоа значи дека купувачите го одбраниле тоа ниво каде што се наоѓала цената и може да оди нагоре. Кога имаме уик од горе надолу, таква тенка слаба линија, тоа значи дека продавачите притискаат цената, пробала да пробие, но веднаш се вратила назад. Кога имаме серија од големи црвени свеќи, тоа е агресивна продажба и серија од големи зелени свеќи, тоа е агресивна куповна сила. Значи, овие работи, доколку ги видите, може јасно да ви дадат насока што се случува и каде тргнува пазарот.
Која е нашата логика без да ги користиме индикаторите? Кога цената ќе дојде точно до зона, не влегуваме веднаш. Ние чекаме реакција и таа зона да биде ретестирана пред да влеземе. Значи цената нели доаѓа до зона, дали е support, resistance, без разлика дали треба влеземе long или short, го гледаме фитилот, тоа е свеќата каква, гледаме дали имаме break of structure или прекршување на структурата или таа структура продолжува и кога ќе добиеме конфирмација, дури тогаш влегуваме нели во одреден трейд. Значи, ова е тоа што е критично. Не влегуваме затоа што мислиме дека ќе се сврти или ќе трне цената. Туку влегуваме кога ќе видиме дека се свртува, кога ќе видиме потврда на еден тренд, тогаш се влегува во трейд. Take profit и stop loss логиката. Stop loss секогаш се става таму каде што анализата престанува да важи. Не значи дека секогаш ќе го погодиме точниот влез и затоа поставуваме точни stop lossови точно на одредени нивоа и take profiti каде што треба се постава за да земе одреден профит. И ова имаме шестиот чекор како да вежбаме price action во пракса. Едноставна вежба, тоа ќе ви одземе можеби 10 на 20 минути во денот. Отворете било кој чарт, дали е тоа Bitcoin, Ethereum, Solana или некој коин кој го следите. Тргнете ги сите индикатори, мапирајте тренд, како се движи, дали имаме нели uptrend, downtrend, мапирајте ги нивоата, каде има најголема ликвидност, каде цената претходно се одбивало и тука обележувате каде би влегле, точен entry кој ќе имате реакција на цената и каде треба поставите stop loss и take profit. И потоа си запишувате забелешки што ви направиле различно, нели? Ќе ги поправите тие грешки, ќе видите што било добро, што било погрешно и наредниот пат ќе може сето тоа да го подобрите. После неколку месеци вежбање, ова мозокот автоматски ќе го детектира. Само кога ќе видите нешто, веднаш знаете отприлика што се случува и имате јасна слика. Во пракса како изгледа тоа движење на цената според лекцијата и како нели големите играчи ја земаат ликвидноста од ритейл трейдерите. Видете тука имаме еден импулс нагоре и тука имаме зона на ликвидност кај биткоин, обично околу 90.000 и зона каде што претходно цената се одбивала и тука се поставува нели многу шорт нарачки со близок стоп, како што кажаме во лекцијата, ритейл трейдерите тие стопови ги поставуваат близко, малку над одредени зони или малку под одредени зони. И што прави цената? Овој импулс брзо оди нагоре и веднаш се спушта и си тргнува нели да се движи по таа логична насока, да кажеме, кај што треба да оди цената, но пред тоа ги ликвидира сите, ги активира сите стоп лосови кои се поставени, ги исфрла ритейл трейдерите и кога ќе се собере целата ликвидност тргнува надоле. Исто и во обратна насока, доаѓа од сапорт зона немаме веднаш одбивање нагоре, туку се симнува со еден брз, краток импулс, ја собира таа ликвидност и повторно си продолжува цената да оди нагоре. И како што може да видите тоа, се случува не еднаш, туку секогаш. Исто овде, под зоната малку, активација на сите стоп лосови, ликвидации и тргнување нагоре. Овде имаме повторно од оваа зона малку па тргнување тука и овде гледаме нели во истите зони доаѓа, ги исфрла сите па тргнува надоле. Ова е денешната свеќа, гледаме тука од 89.000 некаде, 89, брз импулс надоле, за неколку минути тука се случува излегува цената и еве повторно се влегува во рендж. Истото може да го видиме и кај Ethereum. Еве го. Имаме движење, имаме одреден рендж кој се формирал, ги имаме овие зони и видите што се случува. Мало пробивање ги исфрла сите, мало пробивање, секаде гледаме дека со еден wick, со една тенка свеќа, го гледаме овој фитил на свеќата, излегува, ги ликвидира сите ритейл трейдери, ја собира ликвидноста и повторно си се враќа цената нели да се движи во овој рендж. Сега, доаѓаме тука нели до она што го спомнавме во една од лекциите кои ги обработуваме, зошто ние од swing trading поминавме кон scalping. Ако го земеме овој пример или на биткоин, без разлика, небитно. Ајде ќе се вратиме на Ethereum пошто е појасен ренџов меѓу две зони. Ако ние сме влегле лупам лонг на $2,900 и очекуваме нели цената според претходните движења, претходните години како што се одвиваше нормално пазарот, таа цена да се одби и да оди нагоре 3.200, 3.300, 3.500 и што се случува? Влегуваме во позиција
Од тука правиме одличен профит од 2-30% можеби и чекаме нели цената да продолжи. Но гледаме брзо враќање, не само што доаѓаме на нула на break-even, туку доаѓаме дури и во минус. А ако имаме активирано тука стоп лос, дури ќе не исфрли, ќе не ликвидира целосно таа позиција. И повторно ќе си влезе во рендж. Повторно во профит би биле доколку останеме во позиција, а ако отвориме нова би дошле во профит, повторно тука некаде ќе не исфрли, повторно ваму некаде, значи гледате цело време имаме такви кратки импулси и брзи. А што направиме ние со свинг? Имаме значи влегување точни зони, кога гледаме импулс, гледање реакција, ритез на одредена зона, влегуваме шорт и си земаме нели профит на следната зона. Тука би зеле еднаш профит, би влегле лонг, би зеле втор пат профит, пак би зеле профит. Тука можеби не толку близко, би ја чекале подолго позицијата, но би зеле профит негде овде или овде би додале на таа позиција, затоа што се наоѓа нели на истата зона, пратејќи ги индикаторите дополнително како помош, но во ова движење ние можеби би направиле 3-4 трейдови кои би биле со веројатно голема успешност и сите во профит затворени. Можеби помали профити, но ако ги собереме сите заедно, сепак ќе бидат многу повеќе од нула, затоа што ако сме со свинг позиција, ќе бидеме на нула или пак исфрлени со загуба. Тоа е начинот што ни функционира, а ќе ви го покажам тоа сега и точно во пракса од групата како функционира. Еве го, ова како што може да видите, today, значи денеска, влеговме шорт на Ethereum и на Solana, влеговме со помала маргина и леверидж, затоа што беше ризично, нормално пазарот беше некако неодлучен, но гледајќи ги индикаторите, имавме, значи точно, беше дојден Ethereum и Solana, тука некаде, до оваа зона, значи имавме во тој рендж, каде што имаме голема ликвидност за собирање и кога излезе, ние влеговме шорт на Ethereum, истото се случуваше и Solana. Исто така индикаторите ни укажуваат дека е превисоко, дека е прекупено и на 1 сат и на 4 часа, евентуално можеше да се придвижи нагоре, значи на 15 минути RSI се уште беше некаде на средина, но тоа не е толку битно, можеби ќе трае таа позиција кратко, половина, 1 час, уште малку да оди нагоре, но нема да не исфрли, затоа што влеговме точно на оваа зона каде што беше. И што се случи? Кога видовме, значи, малку притисок на продажба, исто така влеговме Virtual Short, SEI Short, SPX Short и додадов 5% на SPX, на Virtual и на Solana, затоа што нели овој индикатор на 15 минути малку се покачија, им додадовме уште, за да направиме уште повисок просек на цената и кога тргнаа сите надоле, ги затвориме сите наеднаш. И еве се резултатите. Solana 12%, Ethereum 22%, SEI 19%, Link 35%, SPX 14, Virtual 24 и така натаму. Значи, ова сето се случи денеска, додека сите луѓе нели во надеж чекаат нешто се случи, ние не чекаме во надеж. Туку ја гледаме цената, ја гледаме ликвидноста, ги гледаме индикаторите и правиме трейдови. Без разлика дали пазарот оди нагоре или оди надоле, сепак може да се заработи. Сега тука што се однесува до трейдот на SPX Short, значи сите си има нели своја детална анализа, но тука го објавиме затоа што најасно се гледаше. Еве техничката анализа позади трейдот на SPX, точно според лекцијата како да забележиме price action без индикатори. Значи SPX се наоѓа на врвот од неговиот рендж, нели собрана цела ликвидност, може да видиме од тука, значи се симнал, повторно одбивање, повторно од тука и ја гледаме значи цената. Точно каде што има најголема ликвидност, еве ја подетално, тука очекувам повторно одбивање, се одбивал неколку пати претходно и со оглед на ситуацијата на пазарот, логично е да имаме еден pullback. Значи е петок, истекуваат нели опшансите, контракти на биткоин, од вчера се беше прекупано, а индикаторите само го потврдуваат тоа. RSI на 1 час, на 4 часа и на 15 минути е прекупен и спремен за шорт. Значи тоа е овој индикатор, гледаме дека цената точно се наоѓа на супер зона за шорт, и самиот индикатор ни дава дополнителна потврда дека е одлично да се влезе шорт. Значи тоа беше самиот трейд, влеговме на SPX и истите сетапи ги има и другите трейдови и еве се.
значи резултатите од истите. Како што видовте, ние не тргуваме на среќа и не чекаме на среќа, значи нешто да се случи, да експлодира па да заработиме. Одлучиме да го смениме нашиот пристап и тој пристап одлично функционира. Како што видовте, имаме точни одредени правила по кои постапуваме и така се дадени сите трейдови во групата, а успешноста сама по себе кажува. На крајот на овој месец, уште неколку дена, ќе објавам детална статистика, кои се процентите, која е нашата успешност во текот на овој месец, значи од почетокот на месецот па до крај, додека пазарот беше хаотичен, додека се беше надоле, додека луѓето губеа пари, ќе видите нашата статистика и нашата успешност. Но тука има нешто многу важно. Можеби за некои ќе биде доцна, затоа што многу луѓе чекаат, многу луѓе сакаат да видат нешто, но сите членови кои ќе влезат и ќе видат со нас во VIP групата до нова година, тоа го напоменав неколку пати, во оваа наша прва година, кога почнаме да работиме и да го градиме Велдекс, значи сите кои ќе видат со нас до нова година, од нова година понатаму ќе имаат дополнителни привилегии и секогаш додека ние функционираме за тие членови кои биле први со нас, секогаш ќе важат посебни правила, посебни привилегии и посебни бенефиции. Затоа, немојте да бидете од оние кои ќе чекаат, од оние кои ќе гледаат, од оние кои ќе се надеваат на нешто, туку приклучете се на нашата VIP група и почнете да заработувате веднаш.